Само 2 недели по дуелот во Битола против Борец следува натпревар против истиот ривал во Велес со поинакви карактеристики на теренот и со слична ситуација на двете екипи на првенствената табела со мала предност на Велешани во односот на бодови. Што очекувате? Па секако дека теренот ќе биде различен, вештачка трева за разлика од Битола кај ше природна трева. Меѓутоа мислам дека во смисла на надпреварот како од тактички аспект, така и од бодовен аспект ќе биде со исти желби, со исти амбиции, со надеж на наша добра игра и освојување на бодови, дали то било 1 или 3, секако дека табелата не ни дозволува да се опуштаме, треба да стремиме и понатаму да береме бодови како на домашен, така и на гостински терен. Исто се однесува и за екипата на Борец, така да очекувам еден тврд низнесен надпревар, каде се надевам дека ќе останат бодовите кај нас. Надпреварот против Шкендија значеше прекинување на позитивната серија, но начинот на кој што Перистер се представи против лидерот на табелата Среде Тетов радува. Предпоставувам дека ништо не промени во атмосферата и во размислувањата на стручниот штаб и на фудбалерите. Па секако секоја екипа во ова првенство, поготово во овој пролетен дел, јас мислам дека се сите екипи изедначени, така да секој со секого може да изигра и надпреварот да биде неизвестен, така беше и надпреварот со Шкендија, каде имавме своји моменти, не ги искористивме, Шкендија даде гол од својата шанса и победи. Така да тој надпревар веќе е зад нас, се фокусираме на следниот надпревар со Борец, каде очекуваме, како што кажав, неизвестен надпревар, борба за бодови, кои ни се неопходни како нас, така и на домакинот, и се надевам на позитивен резултат.